Почитувани гледачи, добро вечер во уште една епизода на подкастот Go Rural, кој што е дел од проектот Од фарма до вилишка, спроведено од мрежата за рурален развој, а во продукција на локалната акционна група Плачковица. Подкастот Go Rural опфаќа теми поврзани со руралниот развој, локалниот развој и локалните иницијативи кои што се прават во заедниците. Досега имавме интересни соговорници кои што ни пренесоа нивни искуства поврзани со овие теми. Исто така и ова вечер ви нудиме еден ексклузивен гостин кој што се занимава долги години поврзани со локалниот развој, работа од терен и доста спроведени иницијативи. На наша чест ова вечер гостин во подкастот Go Rural е претседателот на локалната акционна група Малеш Пијанец, господја Јасминка Пашелиска-Андонова. Терен или канцеларија? Терен. Идеја или визија? Визијата е неопходна за да се реализираат идеите. Лидер или тим? Тимот е најважен. Ако вашата работа беше песна, која песна би била? О, такво тешко прашање не очекував. We will rock you. Ризик или сигурност? Секогаш ризик. Брза одлука или долга анализа? Тоа зависи од ситуацијата, меѓутоа обично брзите одлуки се нешто што се бара во секојдневното живење. Тивка сила или гласна промена? Гласна промена. Мотивација или дисциплина? Дисциплината води кон мотивација. Најтешка одлука што имаш донесена? Кога станав дел од општинската администрација. Најголема лекција? Не е секогаш се како што изгледа на површината. И 3 збора за Малеш Пијанец. Сонцето изгрева од исток. Јасминка, добро вечер. Добро вечер. Како сте? Одлично. Добро не дојдовте во подкастот Go Rural. Добро ве најдов. Драго ми е што конечно успеавме да се договориме, да си поразговараме за рурални теми. Да, поради други обврски, ама сепак ви благодарам што најдовте време и да бидете дел од подкастот, од нашиот подкаст. За почеток ме интересира како председател на локалната акционна група Малеш Пијанец. Може ли да кажете колку време сте председател и колку време функционира локалната акционна група? Лак Малеш Пијанец официјално ја формиравме на почетокот на 2018 година, значи веќе некои, како му доаѓа, 8 години и нешто повеќе како функционира, меѓутоа пред тоа имаше исто така долг период на подготовка, на стратешки активности, вклучување на заедниците, така да официјално постоиме 8 години, неофицијално многу повеќе, бидејќи првите обиди, би рекла, првите иницијативи за да се на тој начин организираат општините, односно локалните заедници е многу поодамна. Од самото формирање функционираме, би рекла, не баш како класична локална акционна група, затоа што во Македонија мислам дека нема ниту една таква локална акционна група која што функционира по замислата како што ја имавме првенствено. Пред се функционираме како здружение, така и формирано, бидејќи и тогаш и сега нема друга форма како би можеле да се формираат локалните акцијски групи. Официјално се формирани како здружение за рурален развој, со тоа специфика што во основачката структура и во управната структура имаме баланс помеѓу трите сектори. Значи имаме представници од институциите, од трите општини. Лак Малеш Пијанец действува на територијата на општините Берово, Пекчево и Делчево. Имаме представници од невладиниот сектор и нормално од приватниот сектор, од земјоделците, индивидуалци и така натаму. Иако е концепцијата таква,
сепак функционирањето претежно барем во досегашниот период ни зависи од проектната поддршка на донатори, пред се за да успееме на некој начин она што го имаме како визија, она што го имаме како наши стратешки определби, барем дел од тоа да имплементираме и во реалноста од една страна, а од друга страна да ја на некој начин поттикнеме заедницата да ги пренесеме вредностите на лидер принципот на локално ниво, да поттикнеме проактивен пристап, значи од трите сектори, бидејќи не секогаш, односно кога очекуваме од надвор да ни се решат работите, нема резултат. Значи организираноста внатре во една заедница секогаш резултира со позитивни промени. Имаме прекрасни искуства и примери од земјите каде што функционира навистина овој пристап и на лидери на организирање на руралните заедници, така да навистина во изминатиот период вложуваме напори за да тоа го пресликаме кај нас на локално ниво, нормално во соработка и со другите локални акциски групи кои што функционираат во државата и пошироко, да и соработуваме и едноставно да бидеме двигатели на некои промени, затоа што вистинскиот развој, убедена сум дека вистинскиот развој на руралната заедница е само со мобилизирање на локалните ресурси пред се и понатаму изнаоѓање начини како да тоа во пракса биде пренесено и како да функционира. Спомнавме дека се вклучени општини, 3 општини, значи општина Берово, општина Пехчо и општина Делчево се вклучени на територијата која што опаќа Лак Малеш Пијанец. Како се случи, како одлучивте баш тие 3 општини или таа територија, зошто е баш поврзана? Малеш Пијанец е некој начин природна географска целина, би рекла. Овие 3 општини некако и имаат и слични карактеристики и географска поврзаност. Иницијативата кога почна, пред да се формира, значи неколку години предходно, и Македонска каменица беше вклучена во таа иницијатива. Меѓутоа, после тоа некако од нивна страна пласна ентузијазмот се изгуби едноставно, а знаеме, нели, за да функционираат и да се формираат вакви структури, треба да има различни општини, не може само на ниво на една општина да се формира таквата структура, така да трите општини кои што остана си имаат таква и од географска гледна точка како една целина поврзаност инфраструктурно, па би рекла и поврзаност во смисол и на дел од институции кои што ги има, кои што се користат, нели, сега во тренд е окрупнување, односно на микрорегионализација на некој начин, така да некој природен тек беше да оваа соработка која што има секако, нели, од аспекти на меѓуинституционална соработка и меѓу граѓанскиот сектор, да сето тоа резултира и формирање на едно јадро, односно во тие рамки формирање на локална акциска група, иако од аспект на површина сме доста голема, меѓутоа од аспект на број на жители сме меѓу помалите, да речеме, локални акциски групи. Со каков потенцијал располага Лак Малеш Пијанец, односно територијата, населените места, што можеме да понудите вие? Ние играме, овој дел од државата има огромни потенцијали, пред се од аспект на природни вредности кои што ги имаме тука. Поврзани се тука на територијата на Лак Малеш Пијанец, имаме и прогласено и заштитено подрачје, имаме огромни природни вредности, тука се изворишниот дел на реката Брегалница, имаме природни атракции кои што и претходно беа на некој начин дел мапирани, истражувања и така натаму, така да во делот на туризмот се уште сме неоткриен, би рекла, дел. Тука на некој начин може би Берово малку има, е поекспонирано, познато, останатите Пехчево и Делчево не толку, меѓутоа од аспект на туризам, особено на дел на активен туризам, авантуристички туризам и сега што е на некој начин и атрактивно close to nature активности, навистина има огромен потенцијал и со тоа поврзано се и потенцијалите од аспект на земјоделство и сточарство, локалните брендови кои што ги имаме. Производство на храна. Здрава храна, значи тука имаме препознатливи
и млечни производи, препознатливи и сливи, компири и така натаму. Така да малешевско сирење, пијанечка или малешевска слива, компири исто така. И во тој дел исто така имаме голем потенцијал кој што за жал не е искористен, затоа што ни фалат, би рекла, ни фалат финални производи кои што ќе дадат додадена вредност на тоа што го имаме тука и ќе вклучат поголем број на производители. Во делот на сточарството последните години, како и секаде во државата, имаме надолен тренд за жал и треба да најдеме начин заеднички да размислуваме како да сето тоа овозможиме да го задржиме и да се, би рекла, модернизираме и да се адаптираме на модерните текови. Исто така, овој регион нуди и една интересен и од аспект на локација каде што може да работат и да творат и луѓе кои што не се поврзани со класичниот рурален развој, со земјоделието, значи имаме одлична покриеност со интернет конекција, така да еве и за некои дигитални номади или за семејства кои што размислуваат да живеат во здрава средина, а може да работат онлайн на интернационално ниво, исто така има таков вид на потенцијал. Нормално малите бизниси поврзано нели со тука со потенцијалот кој што го имаме од аспект на дрво, особено во делот на малешевијата, финална преработка на производи од дрво кои што се продаваат нели и во Пехчево и во Делчево имаме такви поголеми капацитети кои нудат финални производи каде што работат поголем дел од луѓето и секако тука се поврзани и други услужни дејности кои што нели си носат, се би рекла на некој начин двигател на локалниот развој. Па да речеме, нели, културни манифестации, културни вредности со кои што се располагат. Така, поврзано со сето тоа се и културните манифестации кои што не само се поврзани со туристичкиот дел, меѓутоа и со други вредности. Например, во нашата територија имаме едно специфично оро во пијаничкиот дел, копачката, кое што е заштитено од страна на УНЕСКО и тоа е навистина една вредност која што треба да ја чуваме и да ја негуваме и во следниот период. Имаме огромно богатство на традиционални вредности и на традиционална храна. Кујната малешевска и пијаничка исто така е една специфична вредност која што си носи во себе потенцијал за развој. Така да навистина има што да се понуди, всушност и нашата стратегија, нашата и визија на самата локална, на руралната заедница се темели на некој начин на тие вредности кои што ги имаме, комбинацијата помеѓу природни вредности, културното наследство кое што го имаме, можностите за одржлив начин на користење на природните ресурси. Знам дека има потенцијали, сум бил доста потенцијали. Ајде да не речам кои се проблемите, него кои се предизвиците, значи да се работи во една ваква средина или за да го поттикнеме или да функционира локалниот развој на руралните средини. Кога вака сега погледнам од една временска дистанца, рековме, нели, лагот функционира 8 години, меѓутоа напорите за да нешто се случи датираат многу поодамна. Она што е сериозен предизвик е тоа што овој регион е еден од регионите кој што се соочува со најголем процент на депопулација. Тоа значи дека претежно младите, потенцијалот кој што треба да биде двигател за извесен период на промените, на развојот, нема, барем до сега, нема формула да се задржи или многу мал дел од нив се задржува во регионот и заминува. И тоа е сериозен предизвик не само за како можност, нели, за развој, младите носат со себе идеи, носат тие се двигатели на промени, ами веќе со сериозни предизвици се соочуваат и постоечките бизниси капацитети од аспект да не може да се најде работна сила која што ќе одговори на потребите.
Од друга страна, самата поставеност, некако би рекла периферна на Малеш Пијанец на регионот во однос на државата, си носи некои, да речеме, некоја позиционираност која што не овозможува едноставно да работите се движат побрзо, да речеме, некако споро стигаат промените, двигателите. Пред се тука инфраструктурата е нешто што се подразбири, за него не треба ни да дискутираме, меѓутоа се уште во одредени делови. И тоа е предизвик. Пристапност, особено во руралните средини, пристапност на услугите кои што исто така се нешто што мора да се има, значи во смисол на образовните образовните услуги се достапни, меѓутоа здравствени услуги, услуги во однос на културни содржини, во однос на едноставно случувања кои што ќе донесат подобар квалитет на живот, ќе понудат подобри содржини, со што нели на младите ќе се овозможи да имаат нивни ангажман, да се вклучат некаде и да препознаат дека еве тука може да останат да размислуваат за формирање на семејства и така натаму за еден понатамошен живот. Така да во последниот период, за жал, ова се и глобални текови, не е само тука случајот. Помалите региони, да речеме, помалите места, истите проблеми има и со колеги наши со кои што комуницираме, не е само за кај нас тој проблем. Помалите средини, за жал, се подложни на такви глобални текови, би ги нарекла. И тоа е нешто со што треба да сме свесни дека треба да најдеме начин како тешко дека ќе се сопре тоа. Ова е тренд кој што оди, меѓутоа како да се забави или како да се најде начин да се амортизираат оние последици кои што се резултат на ваквите текови, на ваквите движења. Достапноста, би рекла исто, за жал ние вистинска децентрализација се уште немаме, така да голем број на случувања, на услуги, на настани се централизирано. И обврски што ги има, да речеме, овие локалната самоуправа, пак што ги има, не можат да ги спроведат. Па не можат баш од тие причини, затоа што ние немаме вистинска децентрализација. Так. За обврските се поврзани со финансиски импликации. Значи, ако една обврска ја има како обврска, треба да има и план од каде таа обврска ќе се финансира и од каде ќе се спроведе. Така да во тој дел зајакнување и на самите општини, поголема финансиска моќ, сигурно дека ќе допринесе и за поголема можност и за локално планирање, за насочување на активностите, привлекување на инвеститори кои што би биле заинтересирани да инвестираат тука, пак во однос на тоа што го имаме како потенцијал и во однос на одржливост. Значи не нешто што би било на штета на квалитетот на живење. Ме интересира, нели спомнавме тоа, знам, мислам е проблем веќе секаде со иселувањето. Вие сигурно сте имале можност да не бидете таму, меѓутоа веќе повеќе од 20 години се вративте, да речеме, да живеете во таа средина на територијата на Малеш Пијанец. 20 години сте активни во локалниот развој, во скоро сите взбиднува. Што ја мотивираше да останете да живеете во мала средина? Па пред се би рекла квалитетот на живот кој што не е споредлив со големите градови. Особено во последните години ние сме сведоци дека голем град е еднакво на големо загадување, еднакво на останати последици кои што ги носи тоа загадување. Така да порано можеби сум размислувала, па зошто еве доста се патува, ама еве сега и со подобрување на комуникацијата, со конекциите и не е толку далеку за било што да се стигне до поголемите центри, а она што го нудат помалите места е неспоредливо во однос на квалитет на живење, во однос на можност да имаш, например, да си произведеш сопствена храна, во однос на квалитетен
чист воздух, можност за рекреација, значи Помирна средина. имаш на минута од тебе можност да одиш на хајк или да одиш во природа, помирна средина, не е толку нели стресно и особено сега со дигитализацијата, со можностите за голем дел на работите се решаваат и онлайн, значи и нема толку потреба да особено еве и за млади и за не толку млади би рекла, има многу лесно може да се моделира животот за да не мора да живееш во голем град. Би рекла во мравјалник, затоа што таму е гужва, живееш во некои 5-60 квадрати, тензи, значи изгубиш повеќе време во патување, во гужва, отколку да нели тоа време можеш ефективно на друг начин да го искористиш. Така да, еве, дигитализацијата навистина нуди можности за сериозен развој на ваквите помали области, меѓутоа тоа сето треба да се препознае и да се полека заеднички работи, бидејќи не може индивидуално, ниту само локалните заедници, ниту само општините тоа да го направат, треба да има една соработка за полека да почнеме малку да размислуваме на поинаков начин и особено е битно да еве овој тренд кој што во европските земји е тренд многу поодамна, да се сврти малку вниманието на квалитетот на живење кој што го нудат овие помали средини. Значи не е се, нели тука е се, не би рекла дека е тука се. Ако недостасуваат од една страна, да, културни настани и така натаму, меѓутоа па за 2 часа еве стигнеш до Скопје. Да. Не е проблем да бидеш дел од нешто големо културно збиднување. Така да еве достапно е, би рекла многу подостапно, а од друга страна имаме навистина многу поголем квалитет на живот и можеби во одредени периоди сум размислуваме, меѓутоа сега сум сигурна дека го направи вистинскиот избор. Да. Кога спомнавме тоа, нели, околу можностите и самиот лидер пристапи, спомнавме, нели, дека и европските земји се соочувале со тоа многу повеќе време. Значи, процесот на депопулизација на руралните средини е подолг, започнува веќе со времето на ерата на индустриализација, каде нели се празна целата. Значи, не е само кај нас тоа типичен пример. Кои се можности, да речеме, се нудат или какви се иницијативи еве спроведува локалната акциона група Малеш Пијерец и кои други можности? Вие спомнавте дека сте малку на страна, да речеме, нели не во централен дел, меѓутоа сте вие во погранична зона. Па има тука, да речеме, потенцијали и можности за прекогранична соработка. Па и практикуваме овие можности и ги користиме, бидејќи Малеш Пијанец како здружение нема директно имплементиран ваков проект, меѓутоа нашите членови и здруженија и општините имаат доста голема инволвираност и процент на реализација на можностите кои што ги носи оваа прекогранична соработка и баш и во делот на тие на заеднички искористување на потенцијалите кои што ги има овој регион, отварање и кон нови нели можности, нови пазари. Нашите можности и нашите да речеме потенцијали ги гледам пред се преку соработка и окрупнување, бидејќи еве и како пазар и како можности ние сме релативно мала заедница, меѓутоа во соработка и користејќи ја и позиционираноста, сметам дека навистина ќе имаме поголеми во следниот период поголеми можности, особено што еве се работи интензивно и на отварање на уште еден граничен премин, граничниот премин Клепало, кој што ќе ги поврзе директно Берово и Струмјани, односно Сандански. Тука секој еден таков коридор отвара и нови можности и за транспорт и за соработка поинтензивна, така да верувам дека и тоа ќе придонесе во следниот период да имаме поинтензивен развој. Потенцијалите исто така еве ние како локална акцијска група, особено во делот и на туризам и на можности за инвестирање ги преку различни можности и помали проекти кои што сме имале во минатиот период ги
пакувавме на начин да бидат подостапни, да слушнат пошироката заедница, односно да ги промовираме надвор од регионот. И во таа насока и ќе продолжиме, секако и во соработка, еве ние сме членови на мрежата за рурален развој, соработуваме и со останатите лагови, можности за искористување и соработка и со лагови од други земји кои што биле, да речеме, во некоја слична ситуација со нас, меѓутоа успеале да направат навистина добар спин, мислам да направат добар скок во развојот баш преку овие имплементација на стратегијата за рурален развој, преку изнаоѓање начини. Значи клучно е еве од страна на државата да се препознае вредноста на овие локални акциски групи и да се овозможи навистина нивно функционирање, во смисол да бидат едно јадро кое што ќе биде акцелератор на локалниот развој. Преку лаговите да може да се имплементираат проекти кои што нема ние да ги имплементираме како здруженија, туку ние ќе бидеме тоа јадро кое што ќе ги регрантира, да речеме, или односно ќе ги менаџира проектите, а ќе бидат наменети за поддршка и на малите бизнеси, за поддршки на невладиниот сектор, за реализација на некои проекти кои што се од јавен интерес. Таква една иницијатива имавме пред неколку години, меѓутоа еве за жал со прекинот на поддршката од страна на USAID тие иницијативи не успеавме понатаму да ги реализираме и баш ова беше еден интересен модел кога има средства како донација, меѓутоа треба да се мобилизираат и локални средства. Така да ова е за развој на заедницата. Апсолутно. Тој пристап е одличен пример за развој на заедницата, затоа што сите кои бевме вклучени лагови, успеавме да најдеме локални партнери, да мобилизираме локални ресурси и навистина да реализираме приоритети кои што имаат големо значење за населението. И да им ја дадеш чувството на собственост дека учествуваат, а не да им биде сервирано на тацна. Апсолутно. Туку да го добијат чувство на собственост дека дел се од самиот процес и од спроведување на иницијативата. Да. Есминка, за крај ми интересира вака прашање. Предизвик ли е за вас лично да се работи на теми на локалниот развој и руралниот развој? И што ве мотивира да останете на оваа тема да работите? Ова е и предизвик, ама и мотивација. Да. Значи, основна некоја идеја, водилка, која што ми била од секогаш би рекла, бидејќи сум дел од многу иницијативи и многу промени, вака кога ќе погледам ретроспективно наназад, значи, биди ти промената која што сакаш да ја видиш. Значи, ако сакаш да направиш нешто, сметаш дека нешто може да биде подобро, биди и ти дел од таа промена, односно инициирај ја таа промена. И тој ентузијазам се уште ме држи, и сакам да го префрлам и на помладите генерации и да едноставно да бидат свесни дека мораме сами да придонесеме за нештата да ги смениме и да ги подобриме. Не е лесно, не е идеално, не е едноставно, меѓутоа кога пак видиш дека си учествувал во некои промени, навистина остава едно чувство на среќа и исполнетост и задоволство и тоа е и мотивација која што понатаму ме носи. Имавме во 2003-2004 бевме дел од еден поголем проект кој што беше преку UNDP со поддршка на Финска. Имавме фински експерти кои што беа вклучени и една изрека би рекла на нашиот тим лидер тогаш, едно негово размислување постојано ми се навраќа. Викаше вака: развојот е како снежна топка, snowball ефект. Да. Значи, кога една работа ќе почне да се тркала, она со тек на време влијанието е многу поголемо и на неа се налепуваат и други работи. И развојот не може да се види за 2, за 3 години. Работите се гледаат на долгорочен период. Многу работи што тогаш ги почнавме
гледам дека сега даваат резултати и навистина ми е драго што сум била дел од тие промени, од тие, би рекла, каписли да се иницираат промените. И еве, тоа е на некој начин една мотивација која ми дава верба дека навистина може да се променат работите на подобро. Сминка, ти благодарам. Ако има нешто што не кажавте, мислам што не ве прашав, може слободно да полете, но беше стварно интересен дискусија и разговор со вас. Благодарам на поканата, навистина ми беше задоволство да поразговараме за вакви теми кои што се актуелни и интересни. Се надевам дека ќе имаме и друга прилика. Се надевам искрено. Почитувани гледачи, ова беше уште една епизода од подкастот Go Rural, во кој можете да видите дека мотивацијата, личната мотивација на еден човек за да направи промена во самата заедница може да се проточи во и прво идеја, во иницијатива, а потоа да добие и масовна поддршка. Ваквите примери се потребни во руралните заедници, потребни се ваквите иницијативи за да можеме да ги направиме локалните заедници достојни за живење. Пријатна вечер и се гледаме во следната епизода.